Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Скандалозна, екстремна и заканувачка порака испрати лидерот на Левица на својот Facebook профил, која подоцна ја избриша. Децата ќе ви плукаат крв. Напиша Димитар Апасиев, и тоа е пораката која што Димитар Апасиев и Левица ја упатуваат кон граѓаните и кон своите неистомисленици. И покрај тоа што Апасиев се обиде да ја сокрие од социјалните мрежи, ништо не може да ја избрише оваа радикална изјава, полна со омраза. Говорот на омраза е еднакво присутен како и ширењето дезинформации и лаги, зад кои се крие една иста цел – поделба на граѓаните, дискредитирање и се тоа само заради партиски и лични интереси. Говорот на омраза, почитувани, е неприфатлив. А кога доаѓа од човек кој во домот на демократијата треба да ги застапува интересите на граѓаните, тој е навредлив за граѓаните и е секако апсолутно недозволив. Почитувани, за целиот период откако Левица е дел од собранието, освен омраза, поделби, закани и популизам, не понуди апсолутно ништо друго. Ниту еден единствен проект, ниту идеја, ниту предлог кои се во интерес на граѓаните, во интерес на државата. Само промоција со ефтин популизам и ништо повеќе. И секогаш на линија на политиканството, блокадите и деструкциите на ВМРО-ДПМН. Исто како и ВМРО-ДПМН и Левица со апсурдни амандмани се обидува да ја блокираат финансиската поддршка за граѓаните и компаниите погодени од ковид кризата. Исто како ВМРО-ДПМН и Левица се противат на спроведувањето попис. Левица, почитувани, нема ништо свое, освен навреди, омаловажување и омраза во огромни количини. Токму затоа граѓаните треба да внимаваат. Од едната страна е СДСМ, која ја турка државата напред со проекти и мерки кои се во интерес на граѓаните, а од другата страна се Апасиев и Мицкоски, кои освен поделби, лаги, манипулации, омраза и поттикнување насилство, не нудат апсолутно ништо друго. Благодарам. Повелете прашања. Благодарам за прашањето. За разлика од минатото, кога ваквиот говор на омраза, кој што се ширеше и на социјалните мрежи, откако влеговме силно во демократските процеси по остапувањето на СДСМ на власт, сведоци сме дека сме имале токму вакви случаи кои што биле разрешени институционално, верувам дека исто така ќе се постапи и во овој случај.